Што ќе промени тоа, еве, да победите убедливо на овие избори? Што ќе промени тоа на национално ниво, бидејќи ова не се избори за парламент? Тоа што јас очекувам, многу ми е важно албанците да се изјаснуваат. Минатата година нивното право за да одлучат за нивните представници беше длабоко злоупотребено од страна на ВМРО и од ВЛЕН. И најдобриот начин гласачите за да го изразат тоа, Затоа велите дека референдум не се задоволни, да. Тоа ќе го прават со глас. Добро. Не со празни муабети дека не е во ретова, него тоа се прави со глас. Се дава јасна порака до сите политички представители дека во иднина треба да се слуша нивниот глас. Не волјата на некој, не знам, политичар кој ќе биде мандатар и кој ќе стане премиер. Да, тоа по автоматизам не значи предвремени избори. Затоа, како прво, многу е важно легитимитетот да се изразува како што треба. И да се почитува. И ова го има на раце сега албанскиот гласач во сека општина. Затоа е референдум за одговорот за политичките постапки, последиците кои ден денеска ги чувствуваме ние од минатата година. Нели? Значи, ние не зборувавме околу ова власт. Пред да дојде на власт Мицковски најави дека ќе укине балансер, дека ќе укине бадентер, дека ќе укине закон за употреба на јазиците и сите тие се постапки кои се тера, балансерот се укина, така ли? Го укина Уставниот суд, еве владата сега ќе носи закон за правична застапеност. Сте виделе каков закон носи владата?